Што се случува овде? Што се случува овде? Каква е ова гужва? Сте се собрале како пред конзулат? Слушнале дека Буреј ќе дојде и сакаат да влезат во хотелот. Еј, граѓани на островот! Звездите не можете да ги видите со голо око. Не дај Боже, ќе ослепите. Тие се гледаат под рефлектори. Така ли е? Поради тоа, Бурак Душо, растерај ги! Не може така, не. Ама не може така, чекаме Пожешково. Кога друг пат ќе го видиме? Бога ми, господин Ѓоркем, срцето ми го скршивте. Дали тој звук беше твоето срце? Кој те охрабри? Кој те охрабри, а? Продолжи, ајде, голем образ, ајде, знаеш што? Слушај малку, слушај, дојди овде. Проклетиот гитарист го нема во собата. Отишел да прошета низ островот, бато. Да прошета? Кога ќе дојде веднаш јави ми, добро? ќе ви Човекот е јавам, да. болен, дали од срце, од притисок, од шекер, не знам, не разбрав. Да бидам известен, да не се несвести некаде. Растерај ги луѓе, ајде, брзо. Брзо. Ме разочара. Само за островот ли зборувавте со мајка ти? Ние не зборуваме многу со мајка ми. Такви сме откако почина татко ми. Мајка ми беше толку обседната со својата болка, што заборави дека и јас страдам. Жал ми е. Не, нема потреба да ти е жал. Напротив, благодарение на тоа научив да бидам самостојна. Дури ми беше од корист. Навистина е убаво човек да биде самостојен и цврсто, да стои на своји нозе, но сепак сака да знае дека има некој кој ќе му подаде рака кога ќе падне. Ете токму поради тоа, се трудам да не паѓам. Дали ова место е реално? Ова е едно од местата кое сакам да го фотографирам. Ниту во сликовница не сум видела толку убава виолетова боја. Погледни ја оваа убавина. Поле со лаванда. Уживај, бидејќи после жетвата нема да има вакво место. Многу убаво мирисаат. Нели нема пак да сликаш со аналоген апарат? Ете си купил, значи. За работа. Значи не е затоа што јас ти реков. Само затоа што треба да биде за веб страницата, да кажеме. Во ред, така нека биде. Nasıl bir nasip vurdum da uyumaz. Ben ardında yaşlı keman, sen deli saz. Hangi telden bu? Ne yiyeceğiz ne deneyeceğiz? Sen çaldıkça ruhumda başlar bir ayaz. Kuytu bahçemde baharsın. Sen gül de güller utansın. Nasıl da toprak kokarsın. İçim yanar, olmaz olmaz. Ah sen deli kız, ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız, kimleri... Дали си сигурен дека овој пат води некаде? Што е, се измори? Што ќе правиш ако кажам се изморив? Ќе ме носиш на грб? Не. Ке те оставам овде и ке заменам. Еве, токму овој одговор го чекав од појраз.
Понекогаш ми се чини дека гледам некоја емоција на твоето лице, ми се чини, ама што после тоа? После сваќам дека грешам, затоа што ти имаш камено срце, камено. Кој? Јас ли имам камено срце? Ти, види, исто како овој камен. Како е? Исто како твоето срце. Ова треба да го ставиме овде, ти ке шеташ со ова затоа што ова е твоето срце. Koydu bahçemde baharsın. Види, ова е дрвото што ќе го фотографираме. Колку е старо? Околу 1500 години. 1500? Како успеало да преживее толку долго? Бидејќи корените му се многу силни и многу длабоки. Дури да му ги сечеме гранките, тие повторно никнуваат. Така ли? Значи буквално ризикува се и се бори за живот. Acıyor kalbim olmaz olmaz. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız kimleri yakıyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz olmaz. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız kimleri yıkıyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz olmaz. На здравје. Какви се тие колачи? Островски колачи се овие, никој освен Мелиса не го знае рецептот. Добра. Здраво. Може и јас да добијам еден? Секако, ќе ви донесам. Повелете. Ви благодарам. Многу се добри. Може да добијам уште една порција? Секако, веднаш ќе донесам. Ти реков, бога ми не го очекував тоа од Појрас. Не, Појрас не би направил такво нешто. Убедена сум дека Хазиран го направила тоа. Сигурно му рекла инака нема да заработиме, затоа да ги избркаме побрзо. Сепак ние немаше да им причиме, само ќе земевме автограм. Да, во право сте. Дојди од град, однесувај се така кон луѓето. Какво сте тоа? Ама сакате да ви кажам, вие продолжете да бидете гостопривливи и ќе видите. Утре нема да ве прими на концертот. Да знаете. Не очекувам такво нешто. Јас очекувам. Господине, се случи? Господине, слушај, да не е гладен тој? Како гладен, пред малку изаде цела тепсија колачи. Ајде. Садик, што се случи? Не знам, бато се онесвести. Чекај да видам. Треба да го однесеме во болница. Каква болница? Не умре, нели? Никогаш порано не сум убила Да го носиме муштерија. во болница со твоето диво такси, ајде. Бато сега најде да ми префрлаш. Не умре, Брзо, брзо, нели? ајде. Добро, ајде, качете го. Има уште едно последно место сакам да ти го покажам. Значи ова место што сакам да ти го покажам за веб страницата. Патот е малку проблематичен, ама ти секако ќе сакаш да одиш таму и затоа молчам. Да продолжиме од тука. Само внимавај. Добро. Внимавајте, молам. Се случи нешто? Дај да видам. Чекај да те измијам со вода. Доста веќе, доста се овие фотографии, одиме, ајде. Ало, Хазиран, мора веднаш да дојдеш. се случи нешто? Нели нема да ме пријави? Не, черко, каква врска има? Ти од кај да знаеш дека човекот бил Нели? болен од шеќер? Без малку ќе ми имаше повести, сладкарката губила својот муштерија. Како е, добро ли?
Добра, му ставиле инфузија и се освестил. Нека е жива и Идил дојде и му помогна. Идил веднаш дојде, беше првенец на генерација во школата за медицинска сестра. Што му е? Не грижете се, добро е. И јас го контролирав. Вечерва ќе остане овде. Ох, фала му на Бога. Дали треба и јас да останам? Не треба, нели? Што ќе правам со непознат човек? Нема потреба да останеш, Мелиса, душо. Ама ќе оздрави за утрешниот концерт, нели? Се работи за човечки живот, Хазиран, а ти си уште мислиш на концертот. Преска рече добро му е. Затоа. Не е доволно добро за концерт. Неколку дена треба да остане овде. Штом сум овде да влезам да земам нешто за смирување, како и да е не мислам на здравјето на гитаристот. Смири се, теткино, се ќе се среди, само да има здравје, нели? Во право си, тето. Идил моја, веднаш среди е работата, нека е жива. Не е проблем, тетка Селма, должност ми е. Благодарам многу, Идел. Нема на што. Дојдиме во хотелот. Таму ќе разговараме што да правиме. Не може. Во моментов не сум спремна да се соочам со Бурај. Прво треба да се смирам. Прво тука смири се, Хазиран, после додиме во хотелот и таму ќе се смириш. Не сакам веќе да кршам ѕидови, не сакам да пијам чај. Дури и фризерката на островот е катастрофа. Ти пак бараш изговор да го обвиниш островот. Не реков заради тоа. Не го мразам островот. Јас досега нито едно место не сум го сакала толку многу. Не се. Треба да си ги средам мислите, да пешачам малку. Значи, јас немам никаква врска со концертниот дебакл. Може ли под текстот за откажување на концертот да напишете "Ве молиме, не го обвинувајте Ѓоркем"? Имаме уште време во ред. Ако не, ќе му се јавам на татко и на Бириџик со јахтата да ми прати нов гитарист од Истанбул, значи ќе средам на некој начин. Ама Бурај не сака нов гитарист. Треба да размислам, ама за да размислам треба да бидам смирена. Уф. Главата ми пука, буквално ми пука, ќе умрам, не можам. Јасно е. Ова не би му го правил на друг. Ѓорке. Повелете вашата вода. Како што ја сакате со мраз и лимон. И дома го очекувам истиот однос. Ама види, секторот угостителство, насмевката е многу важна. Не можам да се насмеам, Надо. Така ќе биде кога не ја слушаш сестра ти. Ама јас открив како може да ти прости Нехир. Слушај, Атеш, душо. И јас го проработив мозокот да го замолиме Џанер да свири пред куќата на Нехир и ти да пееш. Ако продолжиш така, ќе умреш ерген. Жал ми е. Аха. Само не би било убаво да ви кажам колку девојки сум ќарил на тој начин. Така? Ама бато Алпер, тоа ќе биде нешто како да изјавувам љубов или нешто такво. Јас само сакам да се извинам. Остави го него. Гнедов стикерите што Нехир ги бараше, ама не можеше да ги најде. Од каде го знаеш ти ова? Ете. Значи знаат сестрите. Ти си била многу опасна, бе. Дури поопасна од некои луѓе, така? А сега опасната оди на плажа. Ајде, адиос.
Ај. Телото ми се опушти, да, ама душата се уште ми е во панична состојба. Ама и гитаристот бил многу неодговорен. Значи нема право да те стави во ваква ситуација. Човекот се разболел, Бириджик, што да прави? Да не му зборуваме зад грб. Ѓоркем Бога ми зборува. Појраз вели го решив проблемот. Супер? Што е супер? Последниот пат кога ми испрати ваква порака го охрабри Адар да ја напушти Ейлул. Сигурно и сега на Бура и му рекол концертот е гола вода и тој се откажал да се појави на сцена. Ете тоа е системот на решенија на Појраз. Оф бе, оф, карма, немам веќе сила да се борам со тебе. Се предавам. Земеј, черко. И на тета дај. Не, черко, таа не јаде вакво овошје, таа јаде тропско овошје, ама тоа го нема кај нас. Не, Хир, кажи на мајка ти дека не јадам ни тропско овошје, воопшто. Многу ми е гајле. Ај. Целата сум вкочанета што сношти спиев на каучот. Вечер ке спијам во спалната. Не може. Вечер јас ке спијам овде. Пушти, овој кревет е мој. Како твој ма овој кревет е на мама и на тато? Тргни се, реков пушти. Пелам, пушти го. Пушти го. Доста! Пушти. Доста веќе! Вие ќе спиете во другите соби, јас ја окупирам оваа соба. Срамота вака! Ајде, глас да не ви слушнам. Ајде во вашите соби. Ајде, оди. Најдов решение. Појраз. Здраво. Пријателот што ќе ја направи страницата сака да ги види фотографиите. Во ред, ке ги пратам. Да ги видам и јас. Во ред. Ама не се готови. Тука. Многу се убави. Многу си талентиран. Енако правиме репортажа за хотелот со некое списание и нас да не сликаат на ова место во ред. Репортажа за хотелот? Да. Наскоро цела Турција ќе знае за нашиот хотел. Сите ќе трчаат по нас за да напишат вест. И сакам да имам фотографија за спомен од ова место. Ете, за воиднина. Може би ќе имаш некој ден. Добро. Во меѓувреме, ти ли го убеди Бурај да настапи со друг гитарист? Значи го направи тоа што не можеше Ѓоркем. Многу сум шокирана. Добро, а кој е тој? Некој познат? Го познавам јас? Не ми се верува. Во ред, а со кој траек пристигнува утре да знаеме да го пречекаме? Не, тој е од островот. Не доаѓа од надвор. Ајде бе. Како така, значи, сега среќата ни се насмевна, така? После долго време прв пат ќе имам мирен сон. Добра ноќ. И тебе.
нашата веб страница на изработка. Веднаш ќе ви пратам локација. Хотелот Сандалово дрво повелете. Уште не се залепили плакатите. За жал Ајде! немаме празна соба. Во ред, многу ви благодарам. Да не си се мрднала од место, пегава готико. Дали ме разбра? Добро. Немој да се занесуваш што си ќерка на Селма. Security. Што? Security. Обезбедување. Security. Security. Кој е security? Хотелот Сандалово дрво повелете. Повелете, чекам наредба, господине Ѓорkem. Можам наеднаш да ги контролирам билетите голем образу? Дали ме разбра? Внатре да не видам никого без билет ниту на концертот. Ќе ти скратам од плата. Не грижете се воопшто, ни птица нема да прелета без билет, господине Ѓорkem. Браво, голем образ. Ајде, продолжи. Ајде. Бога ми, на вистина не знам што се случи и како пак ја добија лиценцата, господин Тојгун. Тоа беше лошо изненадување и за мене. Да, во право сте, ме испративте на островов да го дознам тоа на време, да. Во право сте, господин Тојгун. Видете, господин Тојгун, концертот воопшто не е важен. Тој хотел нема да работи доволно за да може појраз да го исплати тој кредит. Да. Нехир? Не ме задржувај, се брзам. Само 2 минути. Ако и ова не те разнежни, тогаш мразиме цел живот. Земи види, ајде. Јас умирав по овие. Знаев дека ќе ти се допаѓаат. Ке ми простиш ли веќе? Ќе размислам. Масите да не останат празни. Немој, што правиш? Ти си за тоа, ти ли си за тоа, а? Не ја забележа на раквицата. Ја најдов таму каде што враната ги носи подароците. Добро е, убав подарок. Со среќа. Мислиш дека на вистина враната ја донесе? Сигурно е враната. Мора да е враната. Кој може друг? Значи, не знам. Ќе би ја донесе некој што знае колку ми значи таа на раквица. Бато, има проблем со озвучувањето, ќе дојдеш малку? Да го видиме озвучувањето. Однеси ги таму, донеси маслинки. Не се врти лево десно, те молам. Hello. Види. Не ми се верува. Значи ноќта многу убаво ќе помине. Ја најди на раквицата. Не ја најдов. Некој ја донесе. Појраз ли? А кој може друг бириџик? Ај, казирам. Што уште да прави детето? Го прашав, ама не призна дека тој ја донел. И онака, значи, појраз да чувствуваше нешто кон мене, директно ке ми кажеше, нели? Нели бириџик? Не му треба такви сугестивни зборови, барам импликација во се, инаку човекот е многу директен, значи искрен. Ајде, синко, ајде! Ме гледа право во очи. Каде е гитаристот? Дојде гитаристот? Не знам, сигурно е дојден. Како сигурно е дојден? Како не го виде? Сигурно вежба некаде за сцената. Од каде јас да знам? Бурај? Гориш, Бурај. Хазиран, каде си ти? Ај, На кој концерт се видовме последен пат? ние не ги пропуштаме твоите концерти, знаеш, ама ете, имавме многу обврски овде и немавме време. Местово е прекрасно.
Да, добро. да, овде е прекрасно. Ја биде собата што ја подготвив зад тебе. Се е прекрасно, ама знаете дека не би дошол да не бевте вие. Ај, Добро е што те има. Благодарам многу, добро што дојде. Се е прекрасно, амбиентот е супер, озвучувањето е одлично. Појраз, среди се. Појраз? Појраз, дојди да се запознаеш со Бурај. Појраз, Бурај, Појраз. Се запознавме. Како? Каде и кога? Се сретнавме пред вратата. Добро тогаш, а во меѓувреме многу ни е жал за гитаристот, навистина ни е жал. Добар е тој. Добар е, лако ме, не можеше да се воздржи ки го пропастеше концертот. Не се средивме се. Како средивте? Тоа е моje изненадување. Може би открив нов талент. Какво изненадување? Боже, боже. Ајде да правам саундчек и ќе дојдам. Ајде да видиме. Се гледаме. Каде е Појраз, пак ли избега од толпата? Гитарата ја немаше земена во рака од средно. Тоа значи немало друг начин како да го спаси денот. Не е така според мене. За Хазиран го прави ова. Велиш. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Oh, oh, la, 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 la. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir Köroğlu bir ay var. Sana yazmayınca harflerim iterlik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Значи ме изненадивте. Само
Морам да признам дека беше многу успешен. Јас не знаев дека свириш гитара. Долго време не свирев. Одамна не сум ја допрел гитарата. Добро. А имаш ли некоја друга тајна? Значи, правиш фотографии, свириш гитара, друго? Тие не се тајни според мене. А ти имаш ли тајна? Молам, Бурак. Што зборуваш, синко, каков неред? Во ред јави се на Илвис, праша дали има празна соба, упати ги таму, ако не јави му на Батојмин, доаѓам за кратко. Што се случило? Имало проблем со некоја резервација во хотелот. Некој пар дошол во нашиот хотел, немало празна соба. Додам да ги упатам барем во други пансиони. Ти чекај ме овде, во ред? Ке чекам. Ама да не одиш. Тетка Алие? Тетка Алие, те молам, кажи погрешно е тоа што го правиш. Како крадец влезе во неговата фабрика, му ги украде билансите, ти го стави појраз во оваа лоша ситуација. И сега со кој образ и како без никаков срам се обидуваш да му го украдеш срцето? Кажи, нема ли срам кај тебе? Те молам, така кажи за да се освестам. Ајде те молам, ајде те молам. Фабрика. Крадец. Многу се каам. Многу, ама многу се каам, навистина. Зошто се каеш? Хазиран, што се случува? Кажи зошто се каеш? Бабо? Бабо се разбуди. Се врати. Ма каде отидов? Сум се успала. Се стемнило. Бабо, чекај. Застани, ке се умориш, не станувај, чекај. А што е ова? Што е ова? Што се случи? Бабо, ти беше болна. Што? Се разболе, спиеше со месеци, чекај. Чекај, немој да зборуваш во ред. Ке се јавам во болницата. Чекај овде.
Хазиран, баба ми се разбуди покрај тебе. Ти навистина ни донесе среќа. Ти благодарам многу. Појрас. Доаѓам, бабо, доаѓам, тука сум. Ке ти се јавам во ред. Letaj mi, letaj ti, galebe moj tažen. Letaj mi, letaj ti, galebe moj tažen. Letaj mi, letaj ti. Што правиш, бе? Како? Што правиш? Правам скара, Бириджик, скара. Танцувам, де. Имаме базен, ама немаме друштво за забава покрај базенот. Летај ми, летај ти. Чекај, Хазиран ме бара. Ако има забава во хотелот, таму сме за 5 минути. Тетка Алија се разбуди. Која тетка Алија? Баба му на Појрас. Супер, супер! Баба му на Појрас се разбудила. Многу ми е мило. Ке направат забава? Сега таа ќе му каже на Појрас колку злобен човек сум јас. Како мислиш, таа од кај знае? Бидејќи јас си кажав. Ако дознае Појрас, тогаш нека дознае од мене, да не чуе од друг. Хазиран, не се глупирај. Можеби жената не те слушнала, можеби не се сеќава, од каде знаеш? Не можам толку да ризикувам во ред. Сега ќе одам во болницата и се ќе му кажам на Појрас. Хазиран, немој. Немој да направиш такво нешто, Хазиран. Ѓорkem, брзо. Нели ти имаш еден таксист? Вака еден чуден човек. Брзо јави му се, мораме веднаш да одиме, стани. Појрас, треба да разговарам со тебе, ама прво сослушај ме до крај, во ред те молам. Во ред, и јас сакам нешто да ти кажам. Ама сега не може, Хазиран. Може да ти се јавам за кратко. Да беше тетка Алија, немаше да му дозволи на Појрас да се заљуби во Хазиран. Бог да чува, зборувам како да е мртва. Пред мене тетка Алија да беше на нозе, ништо немаше да се промени. Појрас не е човек што постапува по туѓи наредби. Тоа е прво, Мелиса. Кого ќе одбере Појрас и тетка Алија не ја ќе сака. Тоа е добро. Не е толку едноставно. Нели го знаеш проблемот со татко му на Појрас? Аман, Мелиса, како дојде до тој заклучок? Леле, Алпер, а тебе како не ти текна? Исто работи тркалото на судбината, зарем не гледаш? Какво тркало на судбината? Ама тоа е нешто како тркало за подароци? Оп, тргај се, итен случај. Што итен? Се разбудила баба му на Појрас, катастрофа. Тетка Алија? Не ми се верува, одлична вест. Супер, да беше последен час, ке беше супер. Ајде да продолжиме, вози. Ајде. Чекајте, не доаѓаме и ние. Пардон, може малку?